Еве како што ви најавивме пред малку во најавата, во пресред на еден многу убав женски настан, не само женски, тоа е за секој еден човек важно денеска да бидеме финансиски писмени, да знаеме добро да менаџираме со парите. Нашата неуморна македонка во диаспората Ана Дукоска веќе ја имаме на линија, малку ја оставивме без сон, но еве ветивме дека ќе направиме еден видео мост со Америка каде што Ана делува, работи, креира, твори, вмрежува луѓе, жени, мажи и го прави светот поубаво место за живење. Ана, кај вас е добра ноќ или рано наутро, така нели на американскиот континент, кај нас е се уште убаво утро, зимско, мартовско утро. Ти посакувам среќен ден и почеток на новото утро, кај вас е веќе 23 март. Кажи ми, како се подготвувате за овој голем настан? Добро утро, Сузе. Пред се ти благодарам за поканата на тебе и на гледачите на твојата емисија. Во полн ек веќе одат подготовките за овај настан. Настанот е закажан за 2 април, во недела од 17 до 20 часот на онлайн платформата Zoom и оди во партнерска соработка со Global Shapers Skopje Hub, кои се организација во Скопје, лоцирани во Скопје, кои работат на разни проекти во сите сфери на општеството. Так. Која беше инспирацијата да се направи, да се изменаџира еден ваков настан? Уште од малечка знаев дека сакам да работам во банка и сон ми беше да се видам себе си, да ја изградам својата кариера во банка. Кон вработените во банка гледав со голема восхит и имам и членови во моето пошироко семејство кои работеа во банка и често на семејни собери знаев да им досадувам со безброј прашања за што се случува во банката. Мислам дека тоа беше и пресудно за да подоцна одлучам да се образувам во полето на економијата и прво во средно економско училиште во Охрид, потоа студирав банкарски менеджмент на Европскиот универзитет. Во Македонија имав можност пракса да обавувам во Охридска банка во Охрид, но сонот за да работам во банка ми се оствари кога се пресели во САД и работев 3 години во банка. Во тој период одлучив и да се дообразувам во сметководство, што е мојата втора љубов, благодарение или заслужна за тоа е мојата класна од средно. Ќе искористам приликата да ја поздравам Ружа Блажеска од Охрид. И последните 13 години сметководството го направи во своја кариера, во професија, тука целосно се најдов. Исто работата со банки ми е секојдневие, соработувам со нив секојдневно. Но работејќи во банка увидов дека има различен систем во Америка и во Македонија што се однесува на банките и бидејќи нели овдека не мора да бидеш економски образован за да знаеш како да водиш евиденција на своите финанси. Едноставно тоа на некој начин ми беше инспирација да го пренесам како позитивно нешто од тука во Македонија. Низ ковид периодот имаше многу профили кои никнаа на социјалните мрежи, кои споделуваа корисни информации и совети од полето на финансиите за личните финанси, кои искрено ме инспирираа затоа што беа составени од индивидуалци, ентузијасти за да го споделат своето знаење. Во ковид периодот многу научивме, не само за парите, за животот воопшто. Ме интересира, бидејќи долги години живееш во САД. Дали американците имаат ист однос кон парите како ние овде, бидејќи познати се како луѓе кои трошат пари понекогаш и на глупости, складираат работи кои не им требаат, додека кај нас економската состојба не ни дозволува да го купуваме тоа што не ни треба. За жал, многумина не можеме да си купиме ни тоа што ни треба, а камоли да складираме глупости кои што не ни требаат, така? Има и тука. Секаде мислам дека тоа е некој синдром кој секој поединечно треба да најде начин како да научи подобро и порационално да ги троши своите пари кои не сме, ми се чини, во моменти не сме свесни колку треба да работиме за да ги заработиме тие пари, за да знаеме еден ден и да ги цениме и како порационално да ги трошиме, па и да ги штедиме.
нели, за итни фондови и за итни активности И за во животот. несакани состојби во животот кои не можат да се предвидат. Спомена во организација две организации кои сте партнери во овој голем проект. Кажи ми нешто повеќе за нив и кажи ми нешто повеќе за темата. Зошто ја одбравте токму оваа тема, финансиска писменост? Двете организации се Јас сум жена и Global Shapers Skopje Hub. Јас сум жена е мрежа на успешни и реализирани жени во сите сфери на општеството во Македонија кои се заинтересирани да го споделуваат своето знаење, умење, искуство, своите вештини и сиот свој потенцијал без никакво ограничување на стандардните стереотипи, и целта на сето тоа е трасирање на патот на идните генерации. Нели се поучуваме од минатите генерации, од нивните борби, за да ги уживаме денес правата кои ги уживаме, се инспирираме од нивните приказни, и ние како сегашна генерација пробуваме да работиме, да ги поправиме, да ги исправиме и тие предизвици со кои се соочуваме денес, за идните генерации да изградиме стабилни и успешни идни генерации македонки. Так, кажаме дека на Јас сум жена. Благодарам. Јас сум основач на Јас сум жена, и во нашето портфолио ја имаме конференцијата, првата глобална женска лидерска конференција која се одржа лани во Скопје. А втората организација е Global Shapers Skopje Hub, кои се интернационална мрежа на хабови, развиени и водени од млади индивидуалци од 18 до 27 години, кои што се исклучителни во својот потенцијал, и они сакаат да се развиваат лидерски, преговарачки, предприемачки во нивните вештини, а пред се да облекуваат заедницата како едно поубаво место за живење на сите. Се простираат низ 500 градови и 150 држави во светот, и имаат мрежа од повеќе од 14.000 млади луѓе низ цел свет. Покрај многуте проекти кои тие ги имаат, би издвоила проектот за финансиска писменост на млади, во чиј склоп ја организира и летната школа за финансиска писменост и обавуваат и обуки на финансиска писменост. Так. А оваа тема ја одбравме зашто светот се соочува секојдневно со низок степен на финансиска писменост, и ова феномен е на глобално ниво, не само во Македонија, низ цел свет. Според истражувањето на Организацијата за економска соработка и развој на нивото за финансиска писменост во земјите во североисточна Европа, нивото на финансиска писменост во Македонија е само 56%. И верували или не, Народната банка има бројни активности, постојат и публикации на темава и во слободна литература и од Народната банка кои се клучиво за оваа тема, но мислам дека преку настани како овај и други слични на него, само ќе искористиме платформата за да ги доближиме овие информации поблиску до пошироката јавност. Так. И да научиме нешто во секој случај како да правиме ЕСАП со животот, бидејќи џабе е некој да заработува и многу, но ако не знае да ги менажира добро парите, тогаш навистина нема да имаме представа каде ни одат парите и за кои цели. Што очекуваме од овој настан? На 2 април се случува, така нели? Така, да. На овој настан го поделивме на два дела, формален и неформален дел. Во првиот, во формалниот дел, ќе имаме панел дискусија во која ќе разговараме на темата банкарски трендови и совети. Учесниците ќе имаат можност во прва рака, што се вика, да слушнат за тековните трендови, да добијат совети од креаторите на монетарната политика во Македонија. Имаме чест тука да го слушнеме мислењето и советите на вице-гувернерката Емилија Нацевска и генералната директорка на Стопанска банка АД Скопје Татјана Славска. Имаме и специјална гостинка која ќе ја обзнаниме пред почеток на настанот. Сега ќе ја оставам во тајно за да ги држиме гостите во неизвестност до крај. Првиот дел ќе го завршиме исто така и со излагање на советникот на управен одбор за Стопанска банка АД Битола и поранешна вице-гувернерка, госпоѓа Маја Кадиевска,
Војновик, и после тоа ќе имаме еден интерактивен дел или неформалниот дел во интерактивна евента кој ќе биде модериран од девојките на Global Shapers Skopje Cup, Наташа Татараковска, Виолета Радевска и Фросина. Сите три се економисти, сите три се ентузијасти и дел од проектот за финансиска писменост на млади. И мора да ја спомнам тука Симона Чамурска, која беше една од говорничките на ланската конференција. Јас сум жена, а таа е мостот за оваа соработка со Global Shapers Skopje Cup како поранешна членка и сегашна алумни на организацијата. Браво. Колку жени би сакала да истакнам дека во интерактивниот дел учесниците ќе имаат можност да слушнат за водичот за управување со лични финансии кои го имаат изработено Shapers и ќе имаат можност да изработат личен финансиски план и низ интерактивна игра имаме изненадување тука, но пак ќе ги оставам за настанот. Регистрацијата е отворена до 31 март, бесплатна е, да напоменам пред се, и немаме ограничувања за возраст, за професија, значи отворено е за сите заинтересирани кои сакаат повеќе да научат за како да менеџираат со своите финанси. Так. Значи потребна е само добра волја и желба да научиме како да менаџираме и да управуваме со своите финанси, па макар и тие не биле премногу, нели? Колку повеќе пари, толку повеќе главоболки. Велат, но убаво е човек да ги има за да може добро да ги изменаџира и да прави добро и за себе и за сите околу себе, бидејќи една стара поговорка вели Бог ни дал две раце, со едната да си помогнеме себе си, со другата да им помагаме на другите, а ти тоа го правиш вешто со години. Колку жени обединува организацијата Јас сум жена? Јас сум жена. На конференцијата излагање има 13 успешни реализирани македонки, од кои 9 живеат и делуваат во Македонија, а 4 живеат надвор од Македонија. Бидејќи сакаме да направиме еден мост, еден спој помеѓу македонците кои живеат во и надвор од Македонија за споделување на искуство, вештини, знаење, умење и сите тие работи. Нели ние сакаме да изградиме мрежа на успешни македонки кои живеат во и надвор од Македонија. Мрежата е отворена за сите. Моментално сме во процес на регистрација во невладина организација, ексклузивно за вас ја кажувам таа информација. И како втор настан кој имаме желба да кажам да го одржуваме на годишно ниво, ме радува поддршката од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кој изрази желба да и подпишавме меморандум за соработка за овај настан и во иднина заедно да го организираме. Имаме веќе 8 исклучителни жени кои се во основачкиот одбор на невладината Јас сум жена. Се подготвуваме за втората женска лидерска конференција која треба да се одржи на 2 септември во Охрид. Подготвуваме програма за менторство, подкасти, имаме многу работа, многу идеи и голема желба за работа и за поврзување на сите. Секоја чест. Секоја чест неуморна, навистина ти и твојот тим сте неуморни. Кои се идните планови на Ана и Јас сум жена? Веќе ги спомнав идните планови за Јас сум жена. Ана моментално се Ке доаѓаш ли наваму на кај нашиве краишта? Да, секако се подготвува да си дојди дома за конференцијата и малку да се одморам во присуство со најблиските и да видам докаде се подготовките за моето враќање во Македонија, здрави Боже, следната година. Така. Во минатото, Ана и жените беа некако би рекла многу зависни во секоја смисла од посилниот пол. Таква е нашата традиција, такво е нашето поднебје. До пред некои 20-30 години на овие простори жените беа претежно дома и малкумина од жените се осмелуваат да ја надградуваат својата
кариера, да работат, па дури и да го издржуваат семејството, тоа беше речиси и не постоеше таков пример, додека денеска во 21. век доста од жените пројавија едни големи амбиции, едни големи способности, им се отворија вратите во многу сфери, па дури се покажаа како одлични жени лидери. Дали и во Америка жените работат рамноправно со мажите и на некаков начин се некој кој треба да го следиме и да води? Видете, искрено јас мислам дека борбата за полова рамноправност е низ цел свет. И тука има жени кои се на високи позиции, кои носат адмисии, кои имаат голема моќ во своите раце. Исто жени имаме на такви позиции во Македонија и низ цел свет. Моментално борбата треба да биде за рамноправност во поделбата на позициите. Затоа што квотата е многу ниска, истата ситуација е и тука. Мислам дека во поглед на правата дека сме веќе рамноправни, едноставно треба сега да се бориме за колку повеќе се едуцираме, колку повеќе се поврзуваме една со друга, ги споделуваме своите знаења, умења и инспирираме млади девојки млади девојки, добро кажав, за и тие да се стремат кон веќе престигнување на нашите резултати. Значи тоа е да речам моја желба за и стремеш во иднина. Така е. Ти си родена Охриѓанка и претпоставувам дека не ти е лесно во Америка да живееш, а да ти е Охрид на голема далечина. Како ја совладуваш носталгијата? Велат како струга нема друга, ама и како Охрид нема, нели? И Охрид си го сакам, и струга си ја сакам. Јас сум пола Охриѓанка, пола стружанка. Супер комбинација. Од двете страни имам по нешто. Охрид ми е најомилен град на светот, така често ти знам да си го кажувам. Знаат ли американците многу за Охрид? Знаат, како не. Имам една слика која пред скоро време на пријателка која слика тука ја нацрта за мене во близина на црквата Свети Канео во Охрид, во моето најомилено место во Охрид, и ја имам изложено во мојата канцеларија и често кој ќе дојде на работа ме прашува за ова место каде имам фотографии од Охрид и често знам да зборувам и за Охрид и за Македонија. Дури има неколку луѓе кои се заинтересирани летово да дојдат во Македонија да ја посетат. Одлично, супер. Сакам да се реализира се од она што ти таму го шириш како македонштина, како љубов кон твојата родна земја и секогаш толку убаво пишуваш, говориш и споделуваш се што е поврзано со земјата во која си родена и земјата која секаде те следи каде и да си ширум светот. Те очекуваме ние набрзо да ни пристигнеш тука. Ајде само да резимираме на кратко. 2 април? 2 април од 17 до 20 часот на онлайн платформата Zoom. Регистрацијата е бесплатна и отворена до 31 март и можете да се регистрирате на веб страната јасумжена.мк. Ве очекуваме сите. Така, јасумжена.мк, јас меѓу првите ќе бидам присутна, да знаеш таму, бидејќи и како ми фали таа поддршка финансиска, како да ги изменаџираме нашите скромни македонски плати, и на кои што навистина треба да сме благодарни, бидејќи постојат луѓе кои немаат ни ништо. Да знаеме, се случуваат големи катастрофи низ светот, многу семејства останаа без своји домови, имавме земјотрес, имавме војни, имавме што ли не. И секогаш треба да ја научиме благодарноста како особина која треба да не следи 24 часа во денот. Ти благодарам многу за нашиот разговор, за гостувањето. Сега ќе се наспиеш, веројатно некој час ќе успееш да се наспиеш се до утрешниот ден или веќе го стартуваше ти таму кај вас на американскиот континент. Биди во добра кондиција, се гледаме во Македонија.